Добро утро, Јована, до тебе и до нашите гледачи. Впрочем, овој разговор им го должевме на нашите гледачи, бидејќи им го ветивме минатата недела со соговорникот кој го имаме исто така ова утро, но на нова локација. Минатата недела бевме на мостот Беласица, сега сме на влезот во село Визбегово, впрочем на патот Скопје-Косово, каде што има мост надвозник кој што представува сериозна опасност и за минувачите, но и за возилата, сите оние кои што поминуваат над него и под него учесници во сообраќајот. Стојан Чангелов, директорот на Центарот за управување со кризи, ни е гостин ова утро во Македонија на утро. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор. Им го ветивме ова на гледачите. Добро утро, благодарам за можноста да зборувам пред вашите гледачи. Минатата недела во разговорот во утринската програма ни споменавте дека голем дел, да речеме, од мостовите треба да бидат предмет на контрола, особено во главниот град, но и во целата држава, бидејќи од тоа зависи безбедноста на учесниците во сообраќајот. Па проговоривме за овој мост кој што представува сериозна опасност за сите граѓани. Токму така, голем дел од мостовите треба да бидат прегледани и проверени, но тоа не значи дека не се исправни. Кај помал дел од мостовите се забележани од одредени, би рекол, аномалии, од кои што некои може да бидат и посериозни. Еден од конкретните примери е токму мостот на кој што стоиме, мостот надвозник, кој што се наоѓа над исклучително прометниот пат, како што верувам може да забележат гледачите, кој што води кон Косово, но воедно граѓаните од Скопје одат кон индустријскиот дел од градот, каде што има многу продавници со роба за домаќинствата, бела техника, спортска опрема, ресторани, оние ресторани за свадба. Така што овде има исклучително голема фреквенција и вие убаво потенциравте. Постои опасност и за луѓето кои што се движат по мостот, дали како пешаци или како возила, но и за возилата кои што се движат под овој надвозник. Пред повеќе од една година ние бевме алармирани од страна на граѓаните за овој мост, добивме загрижувачки фотографии, излеговме на лице место и веднаш побаравме интервенција од градските и од општинските власти. За жал, во првиот момент немаше некоја брза реакција, поради што снимивме овде на лице место една видеоизјава. Јас лично, како директор на Центарот за управување со кризи, бев запрепастен од она што можевме да го видиме овде. Овие арматури кои што може да ги видат граѓаните, вашите гледачи, на нив висеа парчиња бетон кои што порано или подоцна паѓа или ќе паднеа долу на улицата, ризикувајќи при тоа постоеше опасност да паднат врз некој од возилата кои што минат долу. И морам да ги пофалам градот Скопје, улици и патишта кои што интервенира буквално истиот ден, ги извадија бетонските парчиња, бетонските плочи од по неколку килограми кои што беа на оваа арматура, но воедно поставија, би рекол, импровизирана оваа црвена ограда која што можат, верувам, да ја видат вашите гледачи. И сепак на тој начин го обезбедив ова место, бидејќи како што може да забележите, од тротоарот одеднаш започнува празен од. За жал, овде не завршува опасност од овој мост. Целата конструкција на мостот очигледно е нестабилна, бидејќи и вие ги чувствувате вибрациите од лесните возила. За жал, овде минуваат многу тешки товарни возила, товарани со градежен материјал, со бетон, кои што дополнително верувам дека негативно се одразуваат на стабилноста на овој мост. Значено да напоменаме дека со плановите е предвидено рушење на овој надвозник, затоа што под нас треба да минува модерен автопат или модерен булевар со 4 ленти. Не знам точно која варијанта е одбрана, но додека тоа не се случи, можно е да поминат повеќе години, се дотока што овој мост ќе представува опасност. Генерално секој мост вибрира, но навистина е непријатно при секое поминување на лесно возило овие вибрации што ги чувствува. Па гледам во позадина доаѓа еден автобус, доколку помине по овој мост, дури тогаш ќе почувствувате како се вибрациите. Би сакал да додадам дека покри оваа очигледна опасност, од самиот мост би го замолил снимателот доколку е во можност, имаме бетонски парчиња кои што се еве овде, кои што се искршени сами од себе од товарот и кои што од вибрациите, еве, верувам дека за неколку дена, можеби за неколку недели ќе паднат долу на улица. При тоа може да паднат врз некој од возилата кои што минуваат под овој мост. Овие бетонски парчиња сигурно тежат од килограм па нагоре и доколку некому преку шофер шајаб да му влезат во возило, можат буквално да убијат човек или да го извадат од памет, да го вознемират, исплашат и тој да направи погрешен потек со возилото, удирајќи во некое друго возило. Господине Ангелов, споминавте пред повеќе од година реагиравте по барање на граѓаните. Каде е во приказната општината?
Па за жал ние неколку пати се обративме писмено до општината, се уште не обезбедивме координативна средба со општината, како што реков, градот Скопје интервенираше. Обично на вакви места се има судир околу надлежностите, но ово е локален мост и е во надлежност на, еве сега може да ги почувствувате силните вибрации, кои што еден ден ќе го срушат овој мост, извинувам за прекинувањето на мојата мисла. Значи надлежноста е според они информации кои што ние ги имаме на општина Бутел, бидејќи е локален мост, но за да избегнеме префрлање на одговорност од една на друга институција, ние бараме средба со двете институции, значи градот Скопје и општина Бутел. Како што реков, од градот Скопје добивме повратни информации и реакција. Ова ограда е од нив. Крашењето на бетонските плочи кои што представува опасност исто така се тргнати од нив. Сега очекуваме општина Бутел да дојдат кај нас во Центарот за управување со кризи и да се договориме што ќе се преземе, бидејќи постојат плочки, би ве замолил доколку сте во можност. Така, нема проблем. Значи, јас самиот имам тргнато десетина вакви коцки. Овие коцки, оваа коцка ја затекнавме овде. Значи, се работи за коцка која што тежи повеќе од 1 килограм. Колку што може да видите, самиот мост е поплочен со вакви коцки. Условно наречено коцки. Кога оваа коцка би паднала долу, ако некого погоди во глава, повеќе од сигурно ќе го убие. Но и може да го убие или повреди возачот, може со патникот, а и да не удри никого, да падне на хауба на возило, возачот од страв може да направи погрешен поттек, да се удри во возилото од спротивна страна. Видовте дека е многу прометен пат. Јас сега ќе ја фрлам оваа коцка на страна, но има повеќе, бидејќи тие самите излегуваат од мостот, а потоа под вибрациите се движат и еден ден повеќе од сигурно ќе паднат на улицата под нас. Кој е вашиот предлог за иднината на мостот? Да се санира или повторно да се сруши и да се изгради нов? Бидејќи општина Бутел не удостоија со одговор, апелирам јавно преку националниот сервис, денес повторно ќе пуштиме барање писмено до нив, иако во повеќе наврати имаме пуштено писмено барање, да дојдат и представници на општина Бутел, представници на градот Скопје, да се договорат околу надлежност, иако ние сметаме дека ова мостот е надлежност на општината Бутел, но за да избегнеме недоразбирање, ние можеме да ги викнеме и Министерството за транспорт и врски и било кој друг субјект. Тоа е впрочем и нашата улога како Центар за управување со кризи, каде што се вкрстуваат сите информации, да видиме чија е надлежноста, во најмала рака ваквите коцки да бидат отстранети, бидејќи има, еве, да не го шетаме снимателот по мост, но вакви од овде гледаме, ако се завртите и позади, еве овде погледнете. Сите овие, бидејќи помеѓу оваа метална реклама или ограда и мостот има процепни с кои што може да паднат. Сите овие порано и подоцна ќе завршат под мост. Ние не треба да чекаме некој да загине, некој да биде тешко повреден и потоа да лекаме што се случило. Треба да делуваме превентивно, но ние како Центар за управување со кризи веќе 1 година апелираме и јавно во многу мои настапи, вклучително и во вашиот медиум на националниот сервис, ние апелиравме за очената состојба во која се наоѓа овој мост. Коригирајте ме ако грешам, 1 година од првата реакција само оградата е поставена. Тоа е нешто единствено на што е интервенирано. Оградата веднаш беше поставена и беа отстранети бетонските плочи кои што висеа на арматурата. Но самиот овој мост, прашање на дене кога ќе се сруши, ово го кажувам лаички. Но се дотогаш додека соодветни стручни лица ангажирани од општината не кажат не плашете се, мостот нема да падне, ние ќе тврдиме дека кој мост може да падне. Која е причината поради незаинтересираноста? Се ја префрлаат општината и градот надлежноста едни на други или пак се работи за незаинтересираност воопшто? Како што веќе реков, градот Скопје интервенира истиот ден, тоа е оваа ограда, но за ова би ве упатил да побарат изјава од надлежните лица во општина Бутел и во градот Скопје. Но она мене што ме интересира исто така дека ова не е единствениот мост на кој што извршивте увид изминатиот период. Бевте повикани, ако не грешам, од градоначалникот на Струмица и таму бевте изминати денови. Каде се? Во атарот на село Секирник, каде што над реката Струмица минува еден мост кој што е прилично долг, но еден од столбовите, носечките столбови на мостот е целосно паднат во водата. Срушен е тој мост, прашање на дене кога ќе падне, но таму проблемот е покомплициран, бидејќи општината нема доволно средства да изгради нов мост. Според градоначалникот тој мост не може да се санира, а е исклучително прометен, бидејќи луѓето од тој крај
обработуваат земјиште повеќе од 50 хектари на тој потек, и кога мостот би бил забрнет, а треба да биде забрнет, ние сугериравме, тие луѓе ќе имат проблем да дојдат до своите ниви, односно ќе треба да кружат по 5-6 километри, но подобро да кружат 5-6 километри отколку да падне мостот додека со своите трактори се на него. Каде се има оштетени мостови низ државата, барем од она што вие имавте можност да го видите на терен? Пред неколку дена ме побари еден од скопските градоначалници на една од општините, кој што исто така ми информираше за лоша состојба на еден мост, но таму веќе се преземат некои действија, најверојатно и јавно ќе објавиме, но генерално веќе благодарение на вашата посветеност на медиумите, овде морам да ве пофалам, бидејќи оваа тема доби голема медиумска застапеност, а медиумскиот притисок секогаш помага, иако не треба така, за жал медиумскиот притисок врз институциите многу помага, ги чувствуваат овие вибрации додека минува автобусот. Целиот мост буквално подскокнува, не само што вибрира. Ние како Центар за управување со кризи поднесовме барање на ниво на држава, не само до градот Скопје, до сите градоначалници, да направат, би рекол, вонредна проверка на мостовите, барем онаа визуелна проверка, како што забележавме од фотографии објавени во медиумите, висат кабли и разни работи под мостовите. Воедно се обративме до Министерството за внатрешни работи, особено во урбаните средини, да извршат проверка дали бездомници или друга категорија на лица престојуваат под мостовите, кои што исто така би можеле да загрозат одредени мостови. Не пофаливте нас медиумите, но тука секако треба да ги споменеме и граѓаните и нивната проактивност. Благодарение на нивното пријавување имате можност да стигнете до различни локации на градот и да интервенирате онаму каде што е најпотребно. Граѓаните секогаш на прво место за нас од Центарот за управување со кризи и безбедноста на граѓаните. Впрочем, и информацијата за овој мост ја имаме од самите граѓани преку бројот 112. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите граѓани кои што ќе забележат било каква опасност на било кое место во државата, слободно да се јават на бројот 112, да ги информираат нашите оператори кои што потоа ќе ги контактираат надлежните институции. Кој е предлогот за крај на разговорот за сите оние граѓани кои што го користат мостот? Прометен е многу, забележавме во текот на целиот разговор. Нема да си земам слободно да кажам што треба да се направи, но вие сте овде неколку минути и чувствувате дека мостот не е како што треба. Мојот предлог е граѓаните да извршат притисок врз нивните институции за луѓето за кои што гласали и дале доверба да се грижат за нивната безбедност, затоа што овој мост не е безбеден и треба итно да биде преземено нешто. Според мене движењето на тешки товарни возила со голем терет исто така е ризично. Ризично е за оние кои што се движат под мостот и би рекол уште поризично за оние кои што се движат под мостот. И под мостот, бидејќи повторно ќе кажам, се работи за исклучително прометен надвозник, односно патот под мостот има исклучително голем број на возила. Благодарам што ни излеговте во пресред, што имавме можност заедно со вас да направиме увид на уште една нова локација каде постои ризик за граѓаните. Се надеваме дека надлежните кои се најповикани во моментов ќе реагираат во брзо време. За секој случај додека јас ги чекам надлежните, ќе ги соберам овие десетина коцки кои што можеби денес ќе убијат некое дете. Не треба да чекаме некој да загине за да интервенираме. Апел до надлежните за итна реакција. Благодарам за разговорот во утринската програма и за транспарентноста, за секогаш за разговори и отвореноста. Јована, тука некаде ние го заокружуваме ова линковско вклучување. Веројатно можевте и да заклучите од разговорот со господинот Ангелов дека мостот на влезот во селото Визбегово во моментов представува сериозен ризик за сите учесници во сообраќајот кои минуваат на него. Доколку се движите во овој дел од градот, доколку поминуваме низ мостот, наш предлог е да го заобиколувате доколку сте во можност, доколку не бидете предпазливи кога минувате низ него, но и под него. Имаме ли прашања?